гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за вакцинацијата против сезонски грип. Од минатата недела веќе е започнато пријавувањето на вакцинација.мк за оние ризични групи за кои вакцината е бесплатна. Министерството за здравство оваа година набави 80.000 вакцини кои што се бесплатни за ризичните групи. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Каролина Ристова-Стефановска, раководител на секторот за превентивна заштита во Здравствен дом Скопје. Доктор Стефановска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов. Еве, споменав во најавата за ризични групи, кои се оние ризични групи за кои што, како што знаеме, секоја година вакцинацијата е бесплатна. Видете вака, секоја година Министерство за здравство излегува со апел за одредени високоризични групи кои што подлегнуваат на процесот на имунизација. Тоа се возрастните лица над 65 годишна возраст, без разлика дали истите имаат одредени хронични, а ќе признаеме најчесто имаат одредени хронични заболувања. Тука спаѓаат категоријата на граѓани кои што исто така се со хронични заболувања, дали тоа се заболувања од типот на невролошки заболувања, кардиоваскуларни, пулмолошки, уринарни. Во оваа група исто така спаѓаат и бремените жени, да не ги забораваме, дечињата исто така, од 6-месечна возраст па до 8 години и секако да не ги заборавиме граѓаните, односно пациентите наши кои што се сместени во старечките домови. Меѓутоа и здравствените работници. И здравствените работници во секој случај, да. Така. Зошто вакцинацијата против сезонски грип е важна секоја година? Зошто е важно секоја година да се вакцинира? Важна е бидејќи на тој начин се заштитуваме од самата инфекција. Со самата вакцинација спречуваме компликации од самиот грип. Најчесто тоа се компликации по респираторниот систем. Со самата вакцинација спречуваме прогресија на одредени хронични болести кои што најчесто пациентите ги имаат. Со самото тоа помагаме и на самиот здравствен систем во смисла на хоспитализација на пациентите, значи се намалува бројот на хоспитализирани и да со тоа фактички спречуваме одлевање од државната каса на финансиски средства и на тој начин се заштитува пациентот не само самиот себе си, заштитува сите оние кои што се околу него, значи самата заедница, посебно оние ранливи категории на граѓани, дали се тоа старите лица, бремените жени, малите дечиња. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Стефановска, како функционира вакцината против грип? Еве за оваа година знаеме дека е 4 валентна. Дали таа спречува, дали целосно спречува да не се разболиме? Видите вака, се работи за 4 валентна вакцина на реномиран холандски производител. Тоа значи дека штити против 4 подтипови на инфлуенца грипот. Меѓутоа мора да нагласиме дека сепак ова не обезбедува долготраен имунитет, него најчесто имунитетот трае отприлика од 6 месеци до 1 година. Обично кај пациентите кои што имаат одредени хронични заболувања или имуносупресивни болести, кај нив заштитата е многу помала. Токму затоа, од тие причини, се оди на таа сезонска вакцинација, односно како таргет месеци се издвоени октомври. Да, тој сакам да ве прашам, кога е најдобро време да се прими вакцината против сезонски грип и после колку време ние знаеме дека имаме создадено имунитет против овие 4? Секоја година, како и оваа година, обично втората половина на октомври до првата половина ноември се изведува процесот на вакцинација, затоа што се смета дека овие месеци се доволни пред да отпочне, односно да се јави сезоната на грип. Тоа значи дека со самиот процес на имунизација, отприлика е потребно 2 до 4 недели да самиот имунолошки систем создаде одреден број на антитела кои што ќе бидат доволни да го заштитат организмот од инфлуенца грипот. Меѓутоа, да, ви споменавте и во одговорот на претходното прашање, ќе се случи да дојде пациент, граѓанин да ви каже прими вакцина, меѓутоа се разболев, меѓутоа која е разликата се разболев и од она доколку воопшто немаат примено вакцина, а имаат некој хронично заболување? Видите вака, значи тоа не значи дека ако пациентот прими вакцина дека нема да се заболи, нема да дојде во контакт со вирусот и дека нема да заболи. Не, тој ќе заболи, меѓутоа тежината на клиничката слика ќе биде поблага со тоа што исто и самата хронична болест нема да прогресира доколку пациентот ја има. Така да во секој случај заштитата од односно имунизацијата од грипот ќе биде за негово добро здравје. И особено за оние ризични групи што ги споменавме. Група на пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте.
Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вашата докторката. Ви благодариме, повелете. Јас сум повозрастна особа, меѓутоа до сега не сум примила вакцина, а имам прележано грип пред повеќе од 20 години и после прележувањето добив воспаление на перикардот на срцето. Тоа ми рекла дека е последица од грипот. Меѓутоа јас уште од како дете сум алергична на јајци, посебно на жолчката. Идев за да примам вакцина, меѓутоа ми вика дека пошто сум алергична на јајце не смеам да примам. Докторката ми, моја матица ми даваше некои таблети, ги взимам 3 месеци, сега не можам да се сетам како беа, ама веќе не взимам тоа беше поодамна. А сега, еве, оперирана сум и од карцином на тироида, паратироидни излезли ми си за перикардот. Ми беше само за дебелување пред неколку месеци, пола година добив и излив перикарден, имав и над левата плутно крило исто излив, плеврит. И се сакам да се заштитам, пошто и имам хронична бубрежна болест, значи повеќе хронични болести. Повеќе хронични. Меѓутоа ми кажа дека може да во Институтот за здравство дека постојат и некои други можности да се приме не ова вакцина, нешто друго. Што може да ми каже докторката, сакам да се заштитам мене. Јас ви благодарам многу за јавањето. Еве ова наша гледачка како што спомена во оние високоризични групи кои што треба да бидат поради заштитени. присутниот малигном, како речен уринарниот систем, некои заболувања, баш спаѓа во таа категорија која што треба да се перикардит што го добила како последица од самиот грип. Видите, не постојат научни докази кои што би укажале дека пациентите кои што се алергични на жолчка, дека не смеат да ја примаат оваа вакцина, можат меѓутоа пак повторно под контрола на лекар. Така да би ја упатила, не знам од каде се ова пациентката, да отиде дали во Институт за јавно здравје или ако е довде во Скопје да се упати во нашите поликлиники, каде што ќе биде разговарано и под присуство на доктор ќе биде. Како што ја разбрав, дека постои друга вакцина, постои која што еве во моментот во нашата земја е само ова вакцина на холандскиот производител Abbott. Значи да се обрати во пунктовите. во пунктовите и таму ќе биде објаснато све. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. На вас и на вашата гост, на ценета докторка, би сакал да прашам. Повелете. Од кога ќе започне вакцината за сезонски грип, пошто сум јас од пациент од трета доба, имам повеќе коморбидитети, а во ноември ќе бидам отсутен, а пријави су преку матичната докторка за вакцина, па ме интересираше кога би започнала вакцината и пошто секоја година се вакцинирам, тоа го практикувам уназад години. Какво е вашето искуство, бидејќи секоја година еве споменавте се вакцинирате? Да. Какво е вашето искуство со Па да ви кажам, многу сме задоволни, јас и сопругата се вакцинираме. Благодарение на вакцината поминав со ковидот така полесна форма. Меѓутоа и оваа година би вакцинира, пошто ќе одиме во ноември, да и бидам искрен, на банско лекување. Така. Па ме интересира тој период, а слушнам дека количините се ограничени, па да не би ја испуштил вакцината. Кога ќе започне? Така, не се ограничен, има 80.000 оваа година, има и најмногу што е за ризичните групи. 80.000, минатата година беа 70.000. Вака во моментов тече пријавувањето на вакцинација МК. Пациентот рече дека неговиот матичен го пријавил и за краток временски период ќе добие известување точниот датум, време и место каде ќе му биде. Секако ќе биде во октомври, така да во ноември може да си патува, нели тоа меѓутоа во случај ако пациентот е од Скопје, не знам
знам од каде се јавува, доколку добие, тој рече ќе патува во ноември, меѓутоа ако добие датум во ноември, слободно нека се обрати кај нас во поликлиниките, кај нас имунизацијата ќе биде спроведена во рамките на здравствен дом, поликлиника и Дадија Бит Пазар Сега ќе му се излезе во пресред, така ќе му излеземе во пресред, ќе добие вакцина во октомври. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавуваме од Струмица. Повелете. Да ја прашам докторката, дали може да ја примам вакцината, зашто лани на 3 декември сум правена операција тумор на мозокот, а иначе се вакцинирам 15 години. Така. Тоа. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Убав ден да си имате и се најдобро. Ви благодариме исто и на вас. Пациентите со малигноми и како спаѓаат во наризична група на пациенти во кои што препораките на Министерството за здравство се да се вакцинираат. Единствено, доколку пациентката е во моментов на циклус од хемотерапија, тоа е еден вид контраиндикација. Меѓутоа, доколку пациентката не го започнала тој процес на хемотерапија или е веќе во завршна фаза, слободно може да се вакцинира. Не го спомена тоа нашата гледачка, меѓутоа тоа се препораките за малигномите. Пред да вклучиме други гледачи, ги споменавме нели лицата кои што се сместени во старческите домови. Ви имавте една пракса да суди таму, затоа што тие нели дел од нив се може и неподвижни, нема да може да. Видите како старичките домови ги пријавуваат своите пациенти до Министерство за здравство, Министерство за здравство нас ни праќа листа од пациентите кои што треба да бидат вакцинирани. Ние обезбедуваме тим од медицинска сестра, доктор и возач, оди и таму сите кои што се во рамките на старичкиот дом ќе бидат имунизирани. Се уште трае тој процес на и на пријавување, секако веќе кажавме на самиот почеток. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам, јас сега година се ставам вакцина, сега немам кај матичната и так да се запишам. Вика нема примано, нема дојдено вакцина, и јас ќе ви се јавам кај ќе земат да ја упишуват, да се запишуват, да се пријават. И тоа сакам да се пријавам, зашто имам болести колку ти сакам. Така, јас ви благодарам за јавувањето, не треба матичниот. Значи вакцината не доаѓа кај матичниот, него матичниот ги пријавува на вакцинација МК, матичниот добива известување каде и како пациентката кога ќе ја прими. Да се обрати на матичниот и да му објасни дека може. Пациентката има некој помладо лице кој што би помогнало, може и самата директно да се пријави. Така. Значи во секој случај или некој да ја пријави или да се обрати до матичниот, дека воопшто не треба да чека да стигнат вакцините, току може да ја пријави веднаш. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден, поздрав до вас, до вашата докторка. Ви благодарим. На прашање. Повелете. Јас сум алергична на многу медикаменти, меѓу кои антибиотици и антипиретици. Воедно сум алергична и на формалдехид. Пред некое време си имав јавено во Институтот за јавно здравје, ми рекла дека јас не смеам да се вакцинирам. Ме интересира дали сега смеам да се вакцинирам или не, за да можам да се пријавам кај мојата матична. Така. Дали до сега имате примано вакцина против грип? Не. Така. Добро. Алергија веќе 30 години на медикаменти. Така. Така, да, не ја разбрав пациентката рече на антибиотици и на антипиретици. Формалдехид. Да, на формалдехид. Така, да. Видете, штом се обратила во Институт за јавно здравје, што ми е кажано дека навистина не сме, веројатно може и на некои други состојки, тогаш не би смела, повторно нека се обрати или нека се обрати во некој од вакциналните пунктови, сепак ќе се разгледа нејзината историја и ќе се донесе заедничка одлука. Така. Пред нели секако да продолжиме понатаму со нашите гледачи, споменавме компликации кои што може да настанат. Еве и една од нашите гледачки кажа што добила од грип, перикардит, една од компликациите. Меѓутоа, колку се сериозни компликациите на високоризичните групи кои што имаат, еве да кажеме, ХОП, кои што имаат астма, кои што имаат кардиолошки заболувања, доколку ја игнорираат вакцинацијата? Видите, јас посебно би ги охрабрила пациентите кои што се со одредени респираторни заболувања, како што ги спомнавте, бронхијалната астма, ХОП. Овие пациенти спаѓаат во највисоката ризична група на пациенти, каде што може да дојде до премногу влошување на нивната здравствена состојба, отежнато дишење. Кај пациентите со астма може да дојде до прогресија на оној астматски напад, па дури доколку не биле зависни од кислород, може да се случи да се зголеми потребата од кислород.
така да ризикот е огромен по нивното здравје и би им препорачала сите кои што се со овие диагнози да се пријават и да се вакцинираат. Затоа што компликациите навистина после тоа се животно загрозувачки. Така. Кои се пак контраиндикациите или како да кажеме еве кога ќе се аплицира вакцината против грип, што на што може да се случи кај? Видете вака, може да не се случи, значи пациентот е пријавен, добива датум, време и место на имунизација, меѓутоа да речеме ден или претходно да јави висока температура, кашлица, во тој случај велиме дека има активна инфекција и тоа е контраиндикација истиот да биде вакциниран. Исто така може да се случи доколку пациентот има одредени, да речам, невролошки заболувања, не сме во тој случај да се вакцинира, но она што би ги охрабрила не спаѓаат во некои, да речам, несакани ефекти од вакцинацијата, затоа што вакцинацијата вакцината се аплицира интрамускуларно, најчесто во горната половина на раката, во делтоидниот мускул. Единствено што може да добијат е некоја лесна хиперемија, црвенило, болка, лесен оток. Меѓутоа тоа се во очекувани реакции, така да тоа не треба да ги плаши. Чи не ви се случило досега некоја неочекувана реакција? Но доколку пациентот почувствува тежното дишење, јави некоја уртикарија, веднаш треба да се јави дали на местото каде што е аплицирана вакцината или кај својот матичен лекар. Затоа нели правилото како е кога ќе се аплицира вакцината, колку време треба да поседат? Обично треба барем 15-20 минути пациентот и најчесто ги оставаме да поседат, доколку не се развие моментално некоја клиничка слика, пациентот си оди. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Ме интересира, откако се пријави вакцината, пуштивме апликација, ама немаме повратен одговор. Каде и кога? И докторката матичната покуша само код. Да, меѓутоа тоа веќе ни информиравме и во информативните изданија на Сител, значи дополнително ќе се добие SMS порака, кога, во колку часот и на кое место. Тоа не значи дека не сте пријавени, туку мислам дека и во самиот одговор пишува дека дополнително ќе бидете известени за местото, датумот и време. А важи истото јавување? Или повторно? Не треба повторно. Значи ќе си добиете дополнително одговор кога, каде ќе сте пријавени, како што сватив, и ќе добиете дополнително порака кога да отидете и еве и докторката таа е запознаена со. Ние очекуваме крајот на оваа недела, најкасно почетокот на идната недела да започне процесот на имунизација, така да сите оние кои што се пријавени ќе добијат SMS порака за точниот датум на вакцинација. Така да еве да не биде да не се мисли слободни пациентите да не мислат дека нема да добијат, ќе добијат сите кои што се пријавени. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Гледач од Скопје. Повелете. На возраст и јас и сопругата сме 80 години. Примавме вакцина и од ковид од трите ги примивме и од грипот примивме, меѓутоа сакам да прашам. Сега моментално некој течење на нос или кашлање малце без температура, имаме нешто, дали да почекаме малце па после да се пријавиме. Иначе немаме последици, немаме никакви други последици, Да, меѓутоа еве бидејќи се уште не е започнат. Така, слободно пациентот да си се пријави, растечениот нос не е причина за пациентот да не се вакцинира. Еве, вие споменавте, ќе им повториме повторно, нели доколку има висока температура. Да, тие ќе се јаваат во самиот пункт, па докторот ќе ги прегледа и ќе одлучи дали да ги вакцинира. Меѓутоа, ако има растечен нос, лесно подкашлување, тоа не е контраиндикација за истиот да биде вакциниран. Да. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледач? Да, ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас. Ви благодариме. Имам едно прашање малку необично. Повелете. Јас сум на 70 години, имам примам терапија од висок притисок, сега. Лани не може да ја примам вакцината, полани ја купив на приватно. Проблем е тоа што јас во петок мора да излезам од Македонија. Дали може некако да ја примам вакцината до петок? До петок. Вака сега не знам дали пациентката е пријавена. Дали сте пријавени? Не сум. Да. Мора да се пријавите на вакцинација.мк.
Ќе си примам, само нема дали ќе имам време за да ја примам, дека во петок излегувам од Македонија. Еве сега ќе ви објасни пациентката спаѓа, како е разбрав, 80 годишна возраст, 70 години спаѓа во таа ризична категорија на граѓани каде што ќе добијат бесплатна вакцинација. Сега пошто рече дека таа излегува надвор од државата, ние имаме и комерцијални вакцини кои што не чинат повеќе од 1000 денари, мислам дека околу 700 денари, меѓутоа процесот на вакцинација уште не е започнат. Доколку започне крајот на оваа недела, таа слободно не знам од кој град е, може да се обрати во центрите за јавно здравје, каде што може да ја прими вакцината. Меѓутоа и доколку се пријави на вакцинација.мк во пунктот каде и да може да каже. Зависи каде живее, во кој град, доколку добие термин, таа може да дојде во вакциналните пунктови каде што исто така ќе биде аплицирана вакцината без разлика што терминот е не знам во ноември или крајот на октомври. Меѓутоа еве поради ќе излеземе во пресред, посебно ако се работи за ако живее во Скопје. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Повелете, да слушаме. Ало. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме. Пациентка со автоимуно заболувања, реуматоиден артрит, улцерозен колеит, терапија земам имуносупресивни средства. Ќе замолам докторката да ми каже дали смеам да примам вакцина, затоа што пред многу години кога ќе приме вакцината, јас преку зимата без со бронхопнеумонија, со бронхити, а последниве 10 години земам бронховаксон и се осеќам многу подобро. Така. Така, јас ви благодарам за јавувањето, и високо ризични. Така, да, бидејќи пациентката рече дека имала автоимуно заболување, е на имуносупресивна терапија, токму таа спаѓа во тие ризични групи на пациенти и ја охрабрувам да се пријави за да ја добие вакцината. Тоа што пред неколку години рече добила бронхопневмонија, тоа не значи дека ако тогаш била вакцинирана дека не може да добие бронхопневмонија, претпоставам дека тогаш имала лесна форма и не била хоспитализирана. Бронховаксомот колку може да биде замена за вакцина? Не, во никој случај не. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Јас сум Да, во програма сте, повелете. Имам 91 година. Повелете. Други болести немам, дали можам вакцината да ја примам? Дали до сега сте примале вакцина? Ја примих лани. И како поминавте? Релативно добро. Така. Еве, 91 годишна не е гледачка. Да, рече дека нема никакви болести и ја охрабрувам да ја прими вакцината. 91 годишна возраст спаѓа во таа ризична категорија на граѓани. И еве, прашав ми неколку од гледачите каков им е нели бенефитот, ефектот од вакцинацијата. Да, јас не сум слушнала пациент после вакцинација да се пожали дека нешто добил некои несакани реакции, нешто му се случило. Така да ги ограбрувам сите граѓани да подлежат на процесот. Дали е ова сега што ги вклучуваме и гледачите, што она што најчесто ве прашуваат кога ќе дојдат во пунктовите за имунизација? Видете, најчесто се плашаат за после тоа да не им се случи нешто, да не добијат одредено заболување, како после апликација на вакцината како да се однесуваат, дали смеат да примат некоја терапија хронична која што веќе си ја примаат, така да во самите пунктови тие добиваат навистина совети кои што ќе им се од голема важност, меѓутоа тука се нивните матични доктори кои што можат да им дадат совети кои што им се потребни. Така. Споменавме, доктор Стефановска, дека оваа година имаме многу повеќе од лани или најмногу до сега многу е изголемен бројот на ако гледаме статистички на лица кои што се имунизираат против грип во споредба пред 10 години кога беше околу 27.000. Меѓутоа, како да се одговори на скептицизмот кон вакцините во јавноста? Видите вака, навистина интересно прашање, морам да признаам, меѓутоа би кажала вака. Граѓаните се плашаат. Премногу се плашаат од вакцините, постои некоја несигурност, страф и се подложни на голем број дезинформации. Тоа е она кој што ги плаши. Меѓутоа морам да кажам дека веројатно голема улога во овој скептицизам кај народот имаме ние здравствените работници и здравствените институции. Зошто е тоа така? Претпоставувам дека
како здравствени работници треба малку повеќе време за да покажеме некоја емпатија кон граѓаните, кон она што ги плаши, кон она што им предизвикува некоја несигурност, некоја нелагодност во однос на процесот на вакцинација, да одвоиме време. Мораме да им објасниме дека сепак, знаете како постои се уште кај народот некоја мислење дека некој ги контролира со вакцините. Мора да разберат дека тие се сепак вакцините да го заштитат нивниот живот, да го заштитат нивното здравје. Така да огромна улога ние имаме како здравствени работници, меѓутоа морам да нагласам тука дека и големо влијание има координацијата измеѓу превентивните тимови и матичните доктори. Огромно влијание тука има, секако и социјалните мрежи си го зголемуваат оној скептицизам кој што се кога веќе зборувате јавува за вашата фела, нели, за здравствените работници, од ова самото што може да го слушнеме од прашањата на нашите гледачи, се гледа дека фали нешто дополнително да се направи, како може матичен да каже не може сега да ве пријавам или за одредени заболувања, тој специјалист што го води да не знае доволно добро да му објасни дали може или не може да прими вакцина против грип. Просто секогаш го вперувам кон нас како здравствени работници. Нормално е пациентите, односно граѓаните, да чувствуваат несигурност. Сепак тие не се, нели, од нашата фела, но ние сме тука да ги охрабриме, да им помогнеме и да им објасниме што е тоа и зошто тие би требало да се вакцинираат. Да, за кои се дилемите. Точно, да се разрешат тие дилеми и ми се чини дека тогаш навистина ќе ги охрабриме. Така да сепак тука мора и системски да се средат некои работи околу се тоа. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало, јас сум? Да, повелете во програма сте. Сакаме докторка да прашам, пред 2 години се вакцинирав, местото уште ме заболува. А ланската вакцина, како да не сум ја примил, немам ништо гајле. Така, значи од пред 2 години тоа. Дали може? Пред 2 години местото од прилику отма ме заболува, ќе трвам, па ќе ми дивне, па мас некоја се мачкав и од време на време ме заболува. А други години, 10 години се вакцинирам, немам гајле. Лани се вакцинирам, немам ништо. Така, може ли местото на апликација не, така после 2 години не. Веројатно се работи за некоја друга причина, слободно некој вика својот матичен лекар, ќе го види. Најчесто реков и претходно дека со самиот процес на вакцинација, при самата апликација на вакцината, да, може да се јави некоја локална болка, меѓутоа не може да трае толков период. Така да веројатно се работи за нешто друго. Така да, во секој случај да се консултира, со својот матичен лекар. Со матичниот лекар. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете во програма сте. Да ја прашам докторката, може? Повелете. Јас сум за вакцина, да примам вакцина 5-6 години. Добро. И сега имам јаки болки у колената, 9 години, така колената, кичвата ме боли, дали може да примам вакцина или не? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Секако дека може да прими сите тие болки во колена, во кичма, дегенеративни промени, веројатно и се работи за повозрасна пациентка, секако дека може да прими. Меѓутоа за болките во ова треба да се обрати за од матичен па до својот матичен лекар, до ортопед, но за да тоа се не се контраиндикации за да може да се аплицира вакцината. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Имам 70 години. До сега не сум се вакцинирал. Пред 4 години отидов да се вакцинирам. Ме праша дали сум алергичен на јајца, бидејќи вакцината била направена на база на јајца. Јас имав алерготекст направен, покажуваше скоро на сите јадења дека сум алергичен, а јајца слободно јадам цело време. Не знам сега дали да се вакцинирам, дали не. Дали конкретно ви се утврди дека на јајца, на жолчка или на белка сте алергичен? Не, само на јајца, например. Тако месо, риби, тие работи. Скоро сите јадења кажува одредена алергичност. А дали некој ви кажал до сега дека не смеете да се вакцинирате? Не. Значи Само самиот тој отидов кај да се вакцинира.
Така, да. И ве прашале дали Рече сте дека е алергични. алергичен на одредени јадења, меѓутоа тоа не е контраиндикација, слободно спомна пак жолчка од јајце, реков не постојат научни цврсти докази околу тоа, така да слободно може да се вакцинира. Пред 4 години го прашале во пунктовите за имунизација. Да, тогаш имавме друга вакцина, сега е друга. Така, Да. значи слободно да се обрати во Слободно пунктовите да се каде што обрати, ќе ги да, добие. ќе добие совет. Така. Што и како да направи. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Поздрав до докторката и до водителката. Сакам докторката да ја прашам. Повелете. Јас имам алергија. Кивам, носот ми течи и лете и зиме. Примам лоратидин леко 10 милиграма навечер, ама мене не ми поминува тоа. Ако ќе почнам да кивам више од се омалаксува. Сакам да ја прашам докторката што треба да направам злато. Се прашувате дали да се вакцинирате или за алергијата прашувате? За алергија да прашам да ми каже. А имам и слабо срце, вчера бев на кардиологија. Така, јас ви благодарам за јавањето. Не ни е во темата, меѓутоа сезонските алергии не се причина, баш тие и подлежат на процесот на сезонска вакцинација против грип, меѓутоа таа спомна ништо и кардиолошки дека одела на Меѓутоа, кардиологија. сака да знаеш како да направи. За самите алергии ќе се обрати кај својот матичен, не знам веројатно за некоја сезонска алергија станува збор, слободно ќе се обрати кај матичниот и претпоставам дека веќе е по терапија, спомна некој антихистаминик. Промена на терапијата што ја прима. Да, матичниот ќе се обрати, но сепак потребно е да се вакцинира против грип. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката, поздрав до вас. И ви благодарим. Јас имам 73 години, сопругот има 76 години, до сега не сме вакцинирани. И сакам да ја прашам докторката, имам 13 години хипотироидија, што ја одржувам со елтирок. И тоа повлекува малку погашена хипертензија, масноти, тоа сето е регулирано со лекови, а не сум никогаш вакцинирана, дали можам да се вакцинирам? Така јас ви благодарам. Не е вакциниран, се извинувам уште ова, он има послаба плуќа, со тоа што секој пат настинува, секој пат кашла, секој пат има секрет од плуќа, и тоа го санира, а не е вакциниран никој пат. Така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Така, заболувањето на тироидната жлезда не се контраиндикација за пациентката да прими вакцина, така да секако слободно може да се вакцинира, спомна нејзиниот сопруг, висока хипертензија, така да и проблеми со белодробни ништо рече белодробниот систем, да. ете така респираторно, кое што претходно рековме дека и како подлежат на вакцинација. Значи тие и со возраста, меѓутоа и со хроничните заболувања се во оваа категорија. Се во оваа категорија каде што ќе ја добијат бесплатната вакцина. Да, треба само да се пријават на вакцинација.мк како што кажавме и секако ќе добијат порака кога, каде и во колку саат е вакцинацијата. Бидејќи имаме уште малку време до крајот на емисијата, она што сакам исто така да ве прашам, што сепак е поврзано со вакцинацијата, меѓутоа не против грипот, и кога зборувавме и за скептицизмот, она што овој период исто така го правите е што активно се повикуваат децата кои што не ја примиле навреме МРП вакцината, знаеме нели така, и што имаме многу низок опфат барем со последните статистички податоци. Дали веќе почна да се зголемува бројот, почнале родителите да ги носат? Видете, за жал се уште стоиме каде што сме. Немаме зголемување бројот на вакцинирани деца. Ние одиме според препораките на Министерство за здравство и октомври месец каде што ги повикуваме сите превачиња да ја примаат втората доза на МРП вакцината, меѓутоа морам да нагласам дека се уште ние се соочуваме со отпор од родителите. Малку е чуден тој отпор затоа што имаме дечиња кои што ја примиле првата доза на вакцина, меѓутоа без никакви несакани ефекти од вакцината, меѓутоа за втора доза не сакаат. Навистина се уште го имаме тој проблем, не само за МРП вакцината, и за ХПВ вакцината. Веројатно треба да се развие некоја национална стратегија каде што не е да ги примораме ние родителите, да ги уплашиме дека мора да се вакцинираат, меѓутоа да им објасниме, да ги охрабриме дека зошто би било потребно таа вакцина за здравјето на нивното дете. Така да сметам дека и организацијски треба малку
во смисол на кадар. Ние знаете дека сме дефицитарни со кадар, педиатрите во превентивните тимови ни се многу малку. Од друга страна, сметам дека, знаете, порано постоело на домашна адреса, на родителите им се праќале картички, известување и тие знаеле. Ова ден, во денешно време не ни се случува, туку им се запишува во здравствената легитимација кога да дојдат. Имаме родители кои што веројатно од обврски, од не знам што заборават. Да, и можеби и во тој сегмент треба малку да поработиме. Сметам дека разговорите со родителите треба малку да бидеме вклучени повеќе и во училиштата, во разговорите со децата, со наставниците, со родителите, така ни предстои навистина голема борба со тоа. Има сега одзив, не само што ги повикувате, нели тие што се прво дали нешто треба да ја примат втората ревакцината, колку се оние со пропуштени што воопште ја немате првата доза? Имаме многу дечиња. Знаете, ние го имаме проблемот и со градинките и со училиштата. Во последно време ни се случува од градинките да им побараат само изјава на родителите. Имаме комплетно невакцинирани деца во градинките. Им бараат изјава во која што родителот ја пишува под одредена материјална кривична одговорност дека доколку тоа дете заболи од соодветната болест, ризикот по неговото здравје нема да биде одговор на градинката, туку го сноси родителот. Јас навистина не знам дали ова правно издржано, меѓутоа ова ни се случува. Последно имавме такви примери со некои градинки во општина Ѓорче Петров и така да и тоа ни е еден од проблемите. Знаете како родителите ќе ја потпишат таа изјава и детето комотно се оди во градинка. Не ли беше задолжително во градинка да ги има сите вакцини, посебно МРП? Сега, затоа велам, поврзаноста измеѓу институциите, градинките се под Министерство за труд, Министерство за здравство, тука сме ние, веројатно треба малку повеќе работа во тој сегмент за да ова не се допушти. Значи, ние имаме комплетно невакцинирани деца во градинките. И кога вие на родителот ќе му дозволите да оди со само таква изјава, тогаш што понатаму. Тогаш ќе може и во училиште, бидејќи овде има имаме и во училиште, имаме во училиште деца кои што воопшто со само примена бесаже на раѓање хепатит Б и тука завршуваме. Така. Времето на денешната емисија ни помина, секако за оваа тема и ќе разговараме и во некоја од другите емисии, бидејќи станува збор за вакцинација, така и децата. Во секој случај, доктор Стефановска, јас ви благодарам за денешното гостување и еве сите овие совети што ги кажавме, што се од интерес за нашите гледачи, дали треба да се вакцинираат, зошто е потребна вакцинацијата против сезонски грип и од какви компликации штити. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.